гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Синдикатот ги блокираше влезовите, но не ги спречи претениците да стигнат на работа. Да, денес пешачев. Често одам пешки, денеска со автобус. СДСМ повторно поднесе законски измени. Премиерот обвини за политички влијанија. Корупцијата во Македонија останува на исто ниво. Transparency International не позиционираше на 84-то место во светот, 4 позиции понапред, но со исти поени. Државата ќе влезе во сите компании кои имаат дозвола за производство на марихуана за медицински цели. Заплените се рекордни, но имали одговорност. Државниот завод за ревизија открил системски пропусти во контрола на безбедноста за козметика и играчки за деца, застарената листа на забранети супстанци и недоволни лабораториски капацитети овозможуваат присуство на опасни производи на пазарот. Нафтената блокада на САД за Куба го наруши воздушниот сообраќај на островот. А во тема на денот вечерва за платите и животниот стандард разговарам со заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Останете со нас. Во 9 часот утрото, како што најавија, работниците ги блокираа влезовите на собранието за да ги спречат претениците да стигнат на работните места со возила, но и да ги испорачаат своите барања за минимална плата од 600 евра и раст на сите останати плати за 6000 денари. Претениците денеска на работните места стигнаа пешки, дел користеле и градски превоз. Мартин Арсов беше на блокадата. Со блокади на двата влеза за автомобили, Сојузот на синдикати протестираше пред собранието. Точно во 9 часот, по 21 работник застанаа и на двете улици. Блокираме да не можат да дојдат со сопствените возила на работа како што идат, да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз на своите работни места. Иако добар дел од пратениците подраниле и за седницата која почна во 11 часот, дошле на работа уште пред 9. Сепак, желбата на синдикалците се исполни. Па, јас често одам пешки, денеска со автобус, така што не ми е прв пат. Да, денес пешачев. Колку чекори направивте? Дали имате апликација? Не мереме чекори, 2 километра. И додека пратениците на топло чекаа да почне седницата, работниците на студот ги повторија барањата. 600 евра минимална плата и 100 евра зголемување на сите останати плати. Ние ако беше тоа да се договориме со работодавачите, тогаш ние немаше нити да бараме од владата поддршка, нити да бараме нешто друго. Објаснувањата што се даваат, веќе верувам дека никој не им верува. Ти се покажа многу пати дека тоа се само лажни изговори. Една девиза на Кемал Ататурк, која што вели ни еден пратеник не смее да зема поголема плата од наставниците. ССМ останува и на својата иницијатива за кратење на функционерските плати за 80%, преку промена на формулата за пресметка. Наместо просечна основица да биде минималната плата, а бодот за сложеност да си го намалат за 40%. Пратениците сакаат работниците, нивните гласачи да живеат и да тонат во сиромаштија. Тоа е срамно. Не осудуваа дека иницијативата на ССМ за намалување на нивните плати за 80% била неуставна, затоа што ќе дошле на минималец. Па сватиле колку тешко ќе живеат на минималец, па затоа сметаат дека е неуставно да им се намалат нивните онака високи пратенички плати. Блокадата на собранието беше прва од најавените 3. Веќе во четврток ќе се соберат пред Стопанската комора, а следниот вторник ќе одат пред владата, затоа што тогаш се одржуваат седници. Ако овие активности не дадат резултат, следниот чекор на синдикатите е генерален штрајк. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во блокадата на синдикатот, премиерот Мицковски препознал политички мотивиран протест. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, Венко Филипче, пак информираше дека повторно поднале закон за минимална плата од 600 евра, откако спикерот Гашин го вратил претходниот на техничка доработка.
Политичка заднина гледа премиерот Мицкоски во синдикалните протести за повисока минимална плата. Тој вели дека владата, како најголем работодавач, веќе ги заокружила преговорите и договорила покачување за сите административни групи работници. Здравство, образование, последно и со администрацијата во министерствата и правосудството, додека овие синдикални лидери според него имаат други мотиви. Еден од денешните протестанти со мене држеше пресконференција, видно во екзалтична состојба, задоволен од тоа што го постигнал. Денеска го гледате блокира. Со тој другиот кој што се повикува на работнички права, злоупотребува службени возила за приватни цели и уште многу работи доправа, како што имам чувство ќе бидат сведоци работниците кои ги води, кои ги манипулира во овие политички инструирани процеси, и тоа во периодот што следи ќе го има. Од друга страна, опозицијската СДСМ ги поддржа протестите на Сојузот на синдикатите и повторно го поднесе својот предлог закон за минимална плата од 600 евра, кој минатата недела го врати собранискиот спикер Гаши поради технички пропусти. СДСМ смета дека во буџетот има пари за повисок стандард на граѓаните. Минимална плата од 600 евра е нешто што работниците заслужуваат и им е неопходно, потребно за достоинствен живот. Власта може да покаже ширина, доблест, да покаже грижа за работниците, да скрати од овие пари и да се стигне до сумата од 7,5 милиарди денари во текот на оваа година, близу 120 милиони евра, за да платата на работниците стигне 600 евра. Дополнително кажавме на минатата пресконференција дека во овие делови на буџетот може да се оделат и дополнителни средства со кои што ќе се субвенционираат придонесите. Синдикалците кои денеска ги блокираа влезовите на парламентот најмногу револт изразија за патните трошоци и високите плати на функционерите. Филипче рече дека ја поддржува ревизијата и кратењето на патните трошоци, но најави законски решенија за намалување или замрзнување на функционерските плати. Мицкоски пак веќе најави дека до 28 година владата планира намалување на коефициентите за пресметка на овие плати со цел да се вратат на нивото пред одлуката на Уставниот суд од 23-та, со која примањата на функционерите пораснаа за неверојатни 78%. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Господин Ристевски, добро вечер, добро дојдовте во дневникот на Сител. Добро вечер и добро ја најдов. Да почнеме со она што е најактуелно. Денеска се случи првата од најавените 3 блокади на Сојузот на синдикати, го блокираа влезот на собранието и побараа минимална плата од 600 евра и раст на сите други плати од 6000 денари. Како вие лично гледате на овие барања на синдикатот и работниците? Како да кажам, мислам дека кога нешто се бара треба да биде на реални показатели. Меѓутоа, она што го бараат синдикатите, гледаме дека не е реално, едноставно се адхок исфрлани бројки кои што ги гледаме скоро година и пол, почнеа со 450 евра, 500 се завршија 600 евра. Мислам дека барањата треба да бидат на реална основа, на реални економски параметри, каде што навистина нема да создадат одредени турбуленци во македонската економија. Меѓутоа, да кажам дека владата навистина покажа еден висок демократски транспарентен капацитет врз база на социјален диалог и она што значи зголемување на платите во јавната администрација, веќе го завршивме, го заокруживме процесот и како работодавач владата веќе тоа прашање го има решено. Вчера пред 2 дена го реши со двата репрезентативни синдикати, тоа се САДУ и УПОС. Така да не гледам причина зошто би биле овие како да речам демонстративно протестирање, бидејќи навистина врз база на еден таков демократски диалог треба истите тие синдикати да седнат и да го решаваат проблемот за минималната плата со најголемиот работодавач во државата, односно остатокот од 600.000 работници, каде што работодавач е приватниот сектор, а најголем работодавач е секако владата со целокупната ова администрација, каде што навистина го реши проблемот со последното подпишување на тој тамплет кој што ќе види за поединечни колективни договори. 11.000 административци веќе ќе ја изедначат платата со останатите во другите институции, министерства, каде навистина на еден неправеден начин, со една грешна политика од претходната влада се
направи една рапсодија во земањето на плати, посебно на плати во иста институција имаме на исти позиции луѓе кои земат различна плата во различни министерства, различни институции, различна плата, сега таа неправда нема да има. Имаме период од 2 години и 3 месеци до крајот на мандатот на оваа влада да седнеме и да преговараме на исто така транспарентен начин со еден добар социјален диалог за општиот колективен договор, кој што е веќе изминат, тој е стар претходниот колективен договор, да направиме нови, да речам, поквалитативни решенија во однос на зголемувањето на платите, системски решенија, кои што ќе бидат предвидливи и нема да се одразуваат многу на економијата и економската состојба во државата за наредниот период. Не сакаме да оставаме вакви нерешени, небулозни решенија како што тоа го направи претходната влада. Едноставно сакаме системско решение за целокупната јавна администрација и сите вработени во јавниот сектор на ниво на држава. Да, сега ви остави време и простор да го искажете вашето мислење и размислување, но ова отвори неколку подпрашања. Со сличен став, рече се идентичен, излезе денеска и премиерот, вели ние ја затворивме работата за сите работници чии што директен работодавач сме ние како влада, како држава. Дали ова значи дека владата, државата крева раце од сите оние работници вработени во приватниот сектор? Не, напротив, ние не сакаме наметнати политички и административни решенија да ги наметнуваме на приватниот сектор. Едноставно, тоа е диалог помеѓу работодавачи и работници, така да приватниот сектор, работодавачите и работниците треба да седнат да ги испреговарат сите тие работи доколку има можност, какво би било зголемувањето на минималната плата и остатокот на плати, ние ќе го прифатиме како влада. Вие очекувате дека работодавачите ќе бидат коректни во тој процес? Па, видете, коректност никогаш нема ни од една, ни од друга страна, меѓутоа секогаш треба да се најде некоја заедничка солуција, да се најдат на средина и да видат што можат да направат. А ако се договорат, ние како влада тоа ќе го прифатиме, затоа што на основ на придонесите од тие 600.000 вработени во приватниот сектор, ние комплетно ќе можеме да и покријаме зголемувањето понатамошно на плати во јавната администрација. Меѓутоа и друго да кажам дека нашиот став е коегзистентен и доколку тие не се договорат, тоаш важи формулата за минимална плата која што е донесена на еден трипартитен диалог помеѓу владата, тогашна, синдикатите и работодавачите, и токму од овај синдикати, овие што штрајкуваат сега, се тие кои ставиле подпис на тој договор за таа формула за минимална плата во законот за минимална плата, по која се пресметува и денес. Согласно таа пресметка, во моментов минималната плата е 24.379 денари. Очекувањата се дека ако се примене таа формула, дека зголемувањето на минималната плата би било од 1.500 до 2.000 денари. Меѓутоа, вие неколку пати рековте дека треба на реална основа да се поставуваат тие податоци. Ако се постават на реална основа барањата на работниците, што покажува вашата пресметка? Колку треба да биде минималната плата? Па видете, таа формула е направена на два основни показатели. Тоа е 50% од индексот на трошоци од претходната година, врз база на Државниот завод за статистика и 50% од просечно исплатената плата за минатата година, и тоа е направено врз добри параметри. Сега тука не е ставен параметар од продуктивност, кој што сите економски експерти би ви го кажале истото, дека изостанува продуктивноста во оваа формула, меѓутоа колку толку оваа формула дава некоја правичност во пресметувањето на таа минимална плата, и минималната плата е заштитена да не биде пониска од 57% од просечно исплатената плата во државата за претходната година во однос на Државниот завод за статистика. Видете, секој сака да има поголема плата, нормално е тој, ние како влада тоа го поддржуваме, меѓутоа треба тие барања да бидат на реална основа да може да го издржи тоа приватниот сектор. Бидејќи кога бараме адхок вакви решенија од 600 евра минимална плата, треба синдикатите да направат и некоја анализа заедно со работодавачите нормално и да кажат што би значило ако има зголемување 600 евра плата. Дали тоа ќе значи комплетно зголемување на платите во приватниот и во јавниот сектор, или пак ќе значи затворање на одредени мали, микро и средни предпријатија кои што едва преживуваат од први до први, а структурата на нашата економија е претежно со такви предпријатија. Исто така, дали тоа би влијаело на зголемување на цените на крајниот производ, бидејќи тоа зголемување на плата, таа маса на плата мора негде да се вкалкулира.
кај би ја вкалкулирале во цените, дали тоа ќе значи зголемување на инфлацијата и се извинувам покренување на инфлаторната спирала во државата, дали тоа ќе значи и некои други последици во однос на економијата, тоа треба да се направи анализа кога се бара такво адхок зголемување на плати. Ја мислам дека таква анализа немаат направено и мислам дека сето тоа е обично политиканство и мислам дека политиката има длабоко замешано прсти во некои од челниците на еден од тие репрезентативни синдикати кои денес ги гледаме пред вратите на собрание, утре пред работодавачите, другиен пред влада и така натаму. Тој период додека го трошеа на правене политиканство, може да седнат и да се договорат врз една комплетна анализа на работодавачите и да видат колку тие може да додат, колку може да се ги пуштат нозете, нормално колку што е чергата и да му ги покачат платите ако има можност. Ако не, но кога зборуваме за реалноста, мора на прво место да го ставиме животниот стандард на работниците. Од она што го пресметува синдикатот, потрошувачката кошничка во декември била 65.492 денари. Тоа значи дека двајца вработени со две минимални плати не можат да ги покријат трошоците за еден месец. Зарем ова не е доволен податок кој што посочува на тоа дека минималната плата треба да се зголемува. Вие најавивте неколку пати дека ќе правите потрошувачка кошничка која што ќе ги одразува реалните потреби и трошоци на едно 4-члено семејство. До каде е подготовката на таа потрошувачка кошничка и каква разлика очекувате во овие пресметки? Една од главните задачи и цели на оваа влада е подигнување на животниот стандард преку зголемување на сите економски параметри, тоа го правиме како влада. Гледате дека во претходниот период имавте една голема стабилизација на економијата, стабилизирање на инфлацијата на едно ниво од 4%, очекуваме ова година тоа ниво да биде многу пониско, околу 2,5-3%. Исто така имаме раст на индустријското производство, зголемување на БДП, очекуваме да има зголемување и на продуктивноста, она што го кажа во наредниот период, преку дигитализација, преку помош на приватниот сектор, обука, едукација и така натаму, кои што се извршуваат преку разни мерки од разни институции од владата, но исто така имаме и зголемување на туризмот и така натаму, и сите овие параметри дават одлична, да речам, можност за понатамошно природно зголемување по економска логика на сите плати, вклучувајќи минималната, просечната и така натаму. Да не заборавиме, имаме 9,3% зголемување на просечната плата или 3000 до сега најголемо зголемување на просечна плата во Македонија. И во однос на ова, синдикалната кошничка, која што е направиле во 2023 година, е направена од тројца левичари кои ги викнале експерти. Таа е направена за синдикална политика, едноставно да покажува секогаш такви параметри, односно вредност на синдикалната кошничка, која што ќе прави континуиран притисок и на јавноста и на владата со цел на покачување на плати. Не извадите вашата кошничка? Меѓутоа, ние како и сите држави во Европа и во околината, за жал, 12, може би 15 и повеќе години, немало релевантна, изработена, репрезентативна просечна потрошувачка кошничка од релевантни институции. Порано тоа го правил Државниот завод за статистика од 2010 година наваму, не го прави, тоа го прават само синдикатите. Ние изготвивме просечната потрошувачка кошничка уште во првиот дел на минатата година. На 30 јули на Економско-социјалниот совет ја дадовме на увид на синдикатите и работодавачите и се уште очекуваме одговор од нив повеќе од 6 месеци да одговорат дали е во ред или имаат некои сугестии да ги вградиме во неа и да почнеме да ја пресметуваме. Кога тоа ќе го направат, ја поставуваме просечната потрошувачка кошничка на Економски социјален совет и ќе почнеме да ја пресметуваме. Таја нема да биде направено по тие параметри некаква пресметка? Колкава е разликата со синдикалната? Пресметка има голема разлика? Па има разлика затоа што е пониска просечната потрошувачка кошничка према пресметките кои што и правиме, меѓутоа не можеме јавно да ги кажеме бидејќи очекуваме од нивната минимална потрошувачка кошничка. Да. Видете, параметрите кои се земат од Државниот завод за статистика, се земени врз база на 6 синџири на маркети на национално ниво, 2 регионални маркети, зелени пазари од различни региони,
преку земјоделскиот пазарен информативен систем од нивната веб страна се изработува врз база на два податоци: храна и безалкохолни пијалоци, и вториот дел е се услуги и други потреби за едно просечно 4-члено семејство. Така да сите овие релевантни податоци дават една реална слика за тоа што значи просечни потреби за едно македонско просечно 4-члено семејство, и ова кошничка ги има исклучено акцизните стоки како што се цигарите, тутунот и алкохолот како луксузни производи, меѓутоа иста нарината, бидејќи пописот кажува дека 2021 година 90% од населението не плаќа кирија. Значи нема потреба да влегува во тие параметри на пресметување. Исто така има и одредени небулози кои ги утврдивме во нивната синдикална кошничка, бидејќи таа се пресметува на 20 месецот, не се зема целиот месец во предвид, се зема од 1 или 2 маркети, цените се земаат, а исто така мислам дека има пресметувано на сезонско овошје и зеленчук, кое не е карактеристично за периодот, се зема станарина и ред други трошоци со цел да подигнат висината, да прават ваков синдикален притисок на јавноста и секако на владата за зголемување на платите, како што прават во минатиот период. И да напоменам тоа дека нашата просечна потрошувачка кошничка нема да биде конкурент нова синдикална, на крај крајва и тие имаат право да си барат своите синдикални права, поголема плата и така натаму. И да си прават пресметка и да објавуваат. Може ли барем процентуално колкава разлика очекувате помеѓу двете кошнички? Сигурно повеќе од 10% ќе биде разликата, да. Од она што тие го пресметуваат сега. Кога очекувате ова да почне да функционира? До кога ќе ги чекате да дадат став? Видете, ние ги чекаме, сакаме да бидеме транспарентни. Рековме, ова влада е транспарентна, Министерството за економија и труд е транспарентно, и таа просечна потрошувачка кошничка изработувавме во соработка со Министерството за финансии, земјоделие, Државниот завод за статистика, Државниот пазарен инспекторат. Тука беа вклучени и одредени аутсорсинг професори кои што се експерти во областа на економијата и статистиката, така да ќе има една квалитетна кошничка која ќе дава едни вистински насоки на државата во кои насоки треба да се движат идните стратегии, економски политики, носење на закони со цел зачување на животниот стандард, јакнење на куповната моќ и раст на економијата во Македонија. Мора да градиме понатаму ние предвидливи, да имаме предвидливост во економијата, а не да имаме вакви турбулентни периоди како што имало претходно, кои што создавале голем број на негативни нус ефекти во економијата, а тоа директно го погаѓало и стандардот на граѓаните и нивната куповна моќ. Министре, сега за да се спречи злоупотребата од страна на трговците, беше донесен уште во март 2024 законот за нефер трговски практики. Беше оставена неколку месечна рамка за да се усогласи функционирањето на овој закон, но од почетокот на 2025 стартуваше контролата на терен. Каков е ефектот од примената на овој закон за нефер трговски практики? Овој револуционерен закон првпат се реализира и спроведува во Македонија, бидејќи првпат се уредува односот и договорите помеѓу добавувачите и купувачите, односно трговците. Сметаме дека на долг рок овој закон ќе даде многу позитивни ефекти околу стабилизирањето на цените и подобрување на животниот стандард, бидејќи порано условувани биле самите трговци, ги условувале добавувачите со големи работи, кои што биле 35-40% и така натаму, кои се одразувале на цената на крајниот производ и на крајот од денот сето тоа го плаќале граѓаните. Сега работот е ограничен на 10% со некои дополнителни трошоци кои што се вклучени, не смее да го надминува тоа, и самиот закон кажуваше дека после една година може да се види ефектот и каде има прекршување од тие 10% на законот. Бидејќи тие 10% не се на месечно ниво, значи може да се зголемува или намалува процентот на работа, меѓутоа збирно во текот на годината не треба да надмине бројката од 10%. Од она што го има направено Комисијата за заштита на конкуренција, досега од нашите сознанија, бидејќи таа е одговорна пред собранието, не пред Министерството, имаат преку 30 предмети и досега имаат изречено решенија за глоба во висина од 150.000 евра. Да напоменам дека овој закон за нефер трговски практики, нефер трговијата, односно фер трговијата,
треба да представува законска обврска, а не да биде опција како што тоа го правиле трговците. И тоа ќе оштити стандард на граѓаните понатаму на долг крок и една од, да речам, приметбите она што го видовме во законот во претходниот период се ниските казни, 20.000 евра е ниска казна за големите маркети. Очекуваме оваа година да смениме во поглед на казнената политика законот, да имаме многу повисоки казни, да изнесуваат и до 200.000 евра, меѓутоа да бидат казнувани и добавувачите кои прифаќаат нефер трговската игра на маркетите. Така да повеќе ќе биде функционален законот, ќе има повеќе страв да ги изиграваат законот со поголеми казни, а тоа најголем бенефит ќе имаат граѓаните во Македонија. Ќе ги следиме вашите активности и како тоа ќе се одрази на пазарот. Морам да ве прашам, многу важно законско решение стартуваше од 1 јануари, тоа е законот за работно ангажирање на лица. Она што го видов од вашите претходни изјави се очекувања да бидат опфатени околу 16.000 лица со ова законско решение. Може би е мал рокот, 1 месец помина. Какви се ефектите до сега? И ова е револуционерен закон, прв пат се спроведува во Македонија и се дава една коректна шанса на сите луѓе да можат да заработат дополнително. Опфатени се сите категории на луѓе, вработени, можат да работат дополнително како part-time job, можат да работат невработените лица, пензионери и најбитно е што можат да работат студенти. Со овој закон е во борбата против сивата економија, работењето на црно и зголемување на можностите на пазарот на трудот да се најде дополнителна работна сила. Овој закон, со имплементирањето овој закон и оние кои што ќе остварат работен однос надвор до она што стекнале како статус, дали пензионерите пензија или студентите некоја студентска стипендија и така натаму, нема да ги изгубат тие права кои што ги стекнале, едноставно тоа ќе бидат дополнителни приноси. Законот почна да функционира од 1 јануари, може да ги опфатени се 3 области, областите земјоделие, угостителство и услуги во домаќинство, фактички онам каде што има најмногу недостаток на работна сила, а има можност понатаму ако добро функционира овој закон да се прошири и со други дејности. Можат да се вработуваат лицата во областа на земјоделието 180 дена, а додека може да вработуваат сезонски вработени работодавачите, а додека пак во областа на угостителството 120 дена и едно лице може најмногу да работи 60 работни денови, така да има и повластена стапка во плаќањето на придонесите и тоа е плюс за работодавачите и тие можат на дневна основа да ги пријавуваат и одјавуваат сите овие лица преку веб страната на веб сајтот на Агенцијата за вработување. Видете, има голем интерес, се уште не му е некако јасен законот на работодавачите, меѓутоа ние ќе имаме и посета на повеќе региони со презентирање на законот, така да очекуваме до крајот на годината да интересот и употребата на можноста за овие лица да работат, а од друга страна работодавачите да им пополнат празните работни места и да сузбиваме сивата економија, да го искористат ова можност преку законот за времено ангажирање или популарно кажан закон за сезонски работници. Да, веројатно најмногу и во летната сезона. Министри, благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Станови се градат, станови се продаваат, цените не се намалуваат. Кои се причините? Анализа во вечерните вести на Сител. Корупцијата во Македонија останува на исто ниво. Извештајот на Transparency International за 2025 година нема промени во бодовите, но земјава бележи напредок од 4 места на листата поради полоши резултати на други земји. Тамара Дичевска ги има деталите. Борбата против корупцијата во Македонија нема напредок. Иако на хартија земјава се искачува за 4 позиции на индексот за перцепција на корупцијата за 2025 година, суштински поместување нема. Причината за повисокиот пласман не се реформи или посилни институции, туку тоа што 4 држави биле полоши од нас во борбата со корупцијата. Македонија повторно има 40 поени, ист резултат како и лани и го дели 84-то место со Бугарија, иако е членка на Европската унија, како и со Унгарија. Во регионот пак Косово и Црна Гора покажале дека подобро се справуваат со корупцијата отколку нашата земја, иако тие не се дел од унијата. Зад Македонија остануваат Србија, но и Албанија.
Извештајот укажува дека старите проблеми и натаму се нерешени. Судството и обвинителството остануваат најслабите алки во системот. Дополнително, според Transparency International, скандалот со поранишната председателка на ДКСК сериозно ја разнишал довербата во институциите, кои треба да бидат првата линија во борбата против корупцијата. Загрижува и нетранспарентниот процес на изготвување на измените на кривичниот законник, како и нивната содржина која не само што не придонесе за зајакнување на антикорупцијската рамка, туку во одредени сегменти ослаби. Исто така се уште не се донесени и новиот закон за укажувачи, како и измените на законот за спречување на корупција и судир на интереси, едни од најважните закони во борбата против корупцијата. Последните скандали со суди и адвокати кои беа фатени со мито е само еден мал показател од тоа колку е корумпиран, особено правосудниот систем, вели председателот на Transparency. Ова што се открива е само загребување на површината и е индикатор за тоа дека постои голема корупција. Ако ме прашате дали е тоа позитивно или негативно, позитивно е што сме тргнале од некаде, па еве и било какви случаи излегуваат на површина, меѓутоа замислете кога би се гребело многу подлабоко под површината, а веќе постојат индици за тоа колку нови случаи ќе се откријат и колку нови скандали ќе не остаат зачудени за тоа што всушност во каква држава сме живеели. Извештајот во кој биле опфатени 182 држави покажува дека борбата против корупцијата влегува во глобална криза. Проблемот повеќе не е ограничен само на земјите во развој, туку ги погодува и државите кои со години важеле за примери на добро владење. Меѓу нив се и САД, Франција, Шведска, како и други европски земји, кои традиционално бележеа високи резултати во справувањето со корупцијата. И во овој извештај, како најспособни во оваа борба, остануваат скандинавските држави. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот Мицковски заедно со министерот за внатрешни работи Тошковски и директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев направија увид на терен по заплената на над 40 тони марихуана. Владата на седница денеска донесе одлука со која ги задолжи институциите за вонредна контрола на сите компании за производство на марихуана за медицински цели и им наложи да поднесат извештај во рок од 45 дена. Филипче ја поддржува контролата која се врши во фирмите, но бара одговори како 5 тони марихуана излегле преку македонската граница. Нема да биде изненадување ако полицијата заплени и до 100 тони марихуана, вели премиерот. Владата денеска ќе донесе одлука со која ќе ги задолжи институциите да се извршат проверки во други субјекти кои имаат лиценца за производство и одгледување на канабис. За проверките ќе биде формирана посебна комисија, најави Мицковски, при заеднички увид на дел од запленетата дрога со министерот за внатрешни работи. Премиерот порача дека нема да има компромис за сите оние кои мислеле дека со криминал ќе се збогатат. Очекувам дека денес на седницата на влада ќе се донесе одлука со која што ќе се формира комисија и тим која што ќе влезе во повеќе правни лица, ќе го испита работењето и ќе констатира фактичка состојба кои се тие правни субјекти кои што работеле согласно закон, а кои се оние правни субјекти кои што не работеле согласно закон и го злоупотребиле или го изиграле законот, но сето ова кое што се случуваше изминативе денови има за цел да покажеме дека нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието. Министерот Тошковски рече дека ова е првата фаза од истрагата која ја водат со обвинителството за гонење и организиран криминал. Незаконски е истата третирана од страна на фирмите од каде што беше одземена, така што истата ја складиравме привремено во рамки на простории на Министерството за внатрешни работи се со цел да биде искористена понатаму во рамки на доказната постапка. За тоа како излегле 5 тони марихуана од Македонија и дали се точни информациите дека пратката била пломбирана и декларирана како друг вид стока, премиерот рече дека нема такви сознанија. Опозицијскиот лидер обвини дека власта со обвинувањата кон нив прави дефокус додека не одговараат на клучното прашање како незабележано поминала дрогата преку граница. Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, ги гледали ли пратките, бараат ли документи. Тоа се 3 камиони, шлепери, 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога. Се што се прави, некој ако нека се испита ова што го испитуваат, волку запленивме толку, нека се види што е апсолутно, ако има криминал, секој еден да одговара. Ама сето тоа се прави за дефокус. Никој не одговара од власта на главното прашање, како 5 тона дрога завршили у Србија. Тоа е главното прашање. Со чии амини? Кој затворил очи на царина и во полиција?
Марихуаната била произведена за наркопазарот, спротивно на лиценцата која имале овие правни лица за производство на контролирана количина канабис од која потоа се произведува масло за медицински